Според медиумите, можно е Брина да добива и национална пензија поради својата блескава кариера. И иако не се знае колкава ќе биде редовната пензија на Брина, ако биде ставена на листата за национална пензија, тој износ е скоро 98.000 српски динари, односно приближно 50.000 денари. Само 3 дена откако направи спектакл во Охрид, Лепа Брина и официјално стана пензионерка. Оние кои беа на концертот во Охрид, каде Брина беше повеќе од 2 часа, играше, скокаше со танчерите и сето тоа го правеше во високи подпетици на 64 години, не може да ја замислат пејачката како пензионерка. Но Брина по повеќе од 40 години кариера, пред неколку месеци поднела барање за добивање пензија во институциите во Белград, а според регионалните медиуми вчера и официјално добила потврда дека барањето е одобрено. Таа наскоро ќе почне да ја добива пензијата заедно со сите останати пензионери во државата. Не сакам пензија, сакав кога имав 29-30 години, но веќе не, рекла Брина одамна во свој интервју. Според медиумите можно да добива и национална пензија поради својата блескава кариера, исто како Маја Оџаклиевска, Лепа Лукич, Мирослав Илич и други. Иако не се знае колку ќе биде редовната пензија на Брина, доколку биде ставена на листата за национална пензија, тој износ е скоро 98.000 српски динари, односно приближно 50.000 денари. Се шпекулира дека пејачката низ годините си уплатувала пензиско и здравствено осигурување и во САД, па дека и отаму ќе зема пензија. По 3 сезони HBO серијата и едноставно така продолжение на култната Сексот и градот официјално е откажана. Веста ја потврди главната актерка и продуцентка Сара Джесика Паркер, која преку трогателна објава се прости од ликот кој ја одбележа кариерата Кери Бредшо. Паркер на Инстаграм објави емотивно писмо во кој им се заблагодари на сите што ја создаваа серијата заедно со неа, но и на гледачите кои низ децении ја сакаи и навиваа за Кери, иако понекогаш ја осудуваа. Кери Бредшо доминираше во својот професионален живот цели 27 години. Мислам дека јас ја сакав најмногу од сите. Знам дека и другите ја сакаа, беа фрустрирани од неа, навиваа за неа. Таа симфонија на емоции беше мојот најважен сопатник. За секогаш сум благодарна, напиша Паркер, потврдувајќи дека ова поглавје е завршено. Таа додаде дека заедно со креаторот на серијата Майкл Патрик Кинг заеднички одлучиле и едноставно така да не добие нова сезона. Серијата потенцира била радост, авантура и најубавиот вид на тежок труд во соработка со неверојатна екипа и повеќе од 380 членови на продукцијата. Се предаде на шеширите, книгите, чевлите, пријателките и ветувањето на нов ден во незиниот сакан град и со луѓето кои најмногу ги ценеше. Ги носеше срамот, гордоста, честа, оптимизмот и буквално безброј фустани и здолништа. Се држаше за раце, надеж и најдоброто од луѓето, додаде актерката за својот лик. Составот Кафе де Анатолија потпиша глобален договор со Sony Music Publishing за нивните музички изданија. Ова е значаен момент не само за брендот, туку и за целата музичка сцена во Македонија и Источна Европа, поставувајќи нови стандарди за глобален успех, велат од Кафе де Анатолија. Sony Music Мена ја потврди соработката преку своите официјални канали на социјалните мрежи, објавувајќи пораката "Добре дојдовте дома". Мена означува Среден Исток и Северна Африка, што дополнително ја нагласува влијателната позиција на македонскиот состав на пазарите од Блиски Исток, каде нивната музика е особено присутна. Издавачката куќа Кафе де Анатолија е основана од Моника Илиева, Никола Илиев и Зоран Илиев од Винечко, кои создаваат Organic House Music со етно елементи. Драмската програма на фестивалот Охридско лето продолжува денеска со театарската представа Принцезата Ксенија од Црнагора во изведба на Црногорскиот народен театар од Подгорица, поставка во адаптација и режија на Радмила Војводич.
Режисерката Војводич вели дека представите се потпираат на непостојаноста на трагите и еден вид материјално исчезнување, а оние кои се занимаваат со театарот ја сакаат минливоста и неповторливоста на тој чин. Се навраќам на тоа барајќи одговор на прашањето зошто напишав еден вид пролог и епилог, тоест дали беше потребно да се привлече вниманието кон надворешното отцрнување и неуметничкото во осеќавањето на поранешната изведба на принцесата Ксенија од Црнагора, за поранешниот општествен контекст и за овој сегашен од кој што се враќаме на истата тема, играјќи го истото дело, вели режисерката Војводич.